Здраво! Добре дојдовте на Томас Перформанс подкаст. На овој подкаст разговараме за разни теми од областа на спортот во Македонија. Да, поривот е, Пат. сега се ежам, кога зборуваме, мотивот ми беше да покажам и да докажам дека сум вредел, навистина сум вистински спортист, навистина го сакам тоа и кога ќе успеам во тоа, кога ќе го направам CV-то и кога ќе отидам после кај фирмите да побарам некоја помош, да имам еве го доказот. Кој си ти? Еве кој сум сега. И така направивме убаво, да кажам, CV и потоа што се вика луѓето од Sport Vision како застапник за најдо во Македонија, така беше контактот и така го направивме, не направивме соработката која што на моја голема среќа трае и ден денес. И затоа сега се вика Nike школа за трчање, односно Nike Run Club. Такви клубови имаше насекаде во светот. За жал на многу места ги затворија, искрено од мои непознати причини. Не само и на овој бренд, и на други брендови. Меѓутоа, бидејќи нашата приказна е успешна и многу се радувам дека уште продолжува и да трае. И секој што сака може да дојде, бесплатни се тренинзите групни во нашиот клуб. Значи почнавме 2014, 2016 доаѓа Nike и тогаш го официализиравме и како атлетски клуб. И од 2016 сме и атлетски клуб. Кога ќе се вратев од трчање, се трудев да запамтам што ми доаѓало во глава да напишам. Да, ако треба ќе напишам неколку реда само како потсетник да ми биде па потоа, или одма кога ќе се вратев, ќе се истуширам, ќе се истегнам, ќе јадам све тоа и ќе седнам да напишам додека ми уште свежи ми е тази. И ќе го напишам тој текст и со цел и амбиција да биде дел од книгата. Тогаш веќе и ако можеш да видиш, има да речем условно кажано, иако сите се кратки текстови, има некои што се да речем како приказни и се подолги. Да, за разлика од оние кратки пораки што ги има во книгата, кај што се гледа дека тоа е класично. И значи јас во тој период се трудев едноставно да моите кратки статуси станат сега малце подолги приказни, меѓутоа да бидат сепак кратки, пошто тоа ми беше идејата. Сакам, ми се допаѓа тој концепт кога кажуваш нешто кратко, а сепак содржински. Не трчаме веќе за себе, трчаме за други, за нешто поголемо. Нема да те прашам, освен ако сакаш повеќе да елаборираш на таа тема, но веќе кажа дека имаш животни цели за бар ширење на таа порака. Па токму тоа и ти го правиш. Значи, нема нешто поубаво, јас и верувам во тој закон за привлекување. Еве го, Law of Attraction од книгата ти го наредно прашање, тоа ќе беше. Се разбираме. Значи, не е се у финансиите, не е се у да направам нешто за да добиам нешто. Туку, па ќе кажем, доколку би ги правиле работите од љубов, и ги правиме и даваме, и автоматски универзумот ќе ни даде назад. Ќе го привлечеме тоа што го даваме. Ако даваме љубов, ако даваме убава енергија, ќе добиеме назад љубов, назад убава енергија. И токму тоа е и она повисока цел и ти што го кажа. Ете, еден ден и нас ќе нема, меѓутоа ќе останат за нас некои резултати што сме ги оствариле, некои трки на кои што сме победили, на кои што сме учествувале, некои пораки, некои книги, овој ти што го правиш. По мене, јас смислата на животот, јас како ја доживувам, така се доживувам јас, да она што го правам во животот е да биде промоција на здрав и активен начин на живот, затоа што тоа е тоа што ја неизмерно сум среќен кога го правам и ми исполнува. На било каков начин. Ете, дали е навистина со тренинзи, на деца, на возрастни, на било кој, дали е преку моето лично искуство, дали е напишана книга, дали е учество во вакви емисии кои што во некој свој свет. Значи на тоа мислиш, на тоа мислам. Духовност, дека како да во тој flow state што се вика. Да, апсолутно. Кога живееш во моментот, нема минато, нема иднина. Апсолутно. И тоа е битно, не постоја. Значи ти кога кажуваш за духовноста, на тоа мислиш. На тоа мислам, да. Сега може некогаш сум мислил нешто друго, нели, за различни ситуации, меѓутоа најчесто е на тоа, дека преку трчањето одиме на некое повисоко ниво. За нас, ние тоа го доживуваме преку спортот, некој го доживува преку уметноста, која црта, која слика, така, некој музика.
и ќе го оставиме на тоа. Некој е повисоко од него. Да. Секој сам нек си открие Да, кој е. па тоа види, тоа е и поентата на крајот. Сите види, она што јас сум сега да кажеме, како што каже и ти низ животот, сме се како изминува животот, зрееме, не сме биле така. Okay. Да, иначе низ целиот тој процес, ако ме споредиш мене со муабетите како што почнавме пред 15, пред 20 години, многу луѓе ми кажале дека сум се променил. Среќен сум ако е тоа на подобро, затоа што порано сум бил, да речеме, многу црно-бел. Сега се трудам да имам, значи, најразлични нијанси, Так. да не идам во тие екстремности. Така што она што го кажа и ти, секојдневно го тренираме. Значи, и нешто, ако во нешто не си успешен и не ти оди, ако тренираш на тоа поле, можеш да бидеш не само за спортот, ментално, духовно. Значи, начин како порано ти правило нешто негативно, како да го направиш сега тоа да ти биде позитивно. Меѓутоа, навистина треба, не е лесно. Промената е добра, меѓутоа не е лесна. И човек треба да работи на тоа. И тогаш, да кажам, почнуваш и Фејсбуков да станува актуелен. Би сега да не се фалам, ама у тоа време кажував, ќе дојде време кога секој ќе си има собствена веб страна. Мојата страна тогаш беше kokan.com.mk. Да. Да, и луѓе, знаеш, најдува на смеење на моја сметка, као, шо правиш сега со ова? Ја кажував дека, ќе видите, и што фактички ете Фејсбукот, практично е тоа. И не само Фејсбукот, Инстаграмот или било која социјална мрежа, секој си има практично своја платформа. Да. У смисол, ако зборуваме за учител, баш онаков тренер, атлетски тренер, тренер за трчање, меѓутоа може да биде и животен тренер, не мора да биде затоа секогаш е таа символика, не мора да биде за трчање, може да зборуваме за било каков учител од друг аспект. И порано или подоцна, тоа може да биде и блиска личност. Значи, не мора да биде класичен учител, може да биде некоја блиска личност од која сме учеле ние. И учиме, и се трудиме да учиме и добро ни влијае. Може да биде другар некој, пријател, некоја љубов, значи родител, роднина, било кој, од кој што црпиме енергија, учиме од него. Еден ден, поради X причини, буквално ќе отиде во пензија, дали ќе стави клуч на својата работа, дали нема да биде веќе на овој свет, дали било како, може да отиде во мирување или во пензија, или да тие такви контакт со таква личност да ни згаснат. Меѓутоа делата ќе останат, сите оние работи, мемориите, спомените и се останато сигурно ќе остане. Како ние да го прифаќаме тој природен процес? Добро прашање. Тоа секој индивидуално треба да се справува. Ти како би го прифатил или може би веќе ти се случило, како се соочуваш? И ми се случило, да. Едноставно повторно ќе кажеме она што го продискутиравме и пред малку. Мораме да ги прифатиме работите. Да бидеме свесни за работите, да бидеме свесни дека минатото не постои. Дека и нината не постои. Добро е да имаме убави планови, да се надеваме. Да се е во моментот. Мораме сега тоа да сме свесни со тоа, затоа што во спротивно ќе отидеме во некои негативни ситуации, лоши чувства, од кои што навистина тешко е да се излезе. И затоа мораме да ги прифатиме и на начин повторно да ги канализираме на позитивно нешто, да се заблагодариме, да живееме во тие спомени, во тие мемории и да размислуваме дека ќе дојдат и подобри моменти. Океј, Матка, welcome. Добро дојде во подкаст. Баш ми мило што си тука. И мене. Ќе си направиме муабет и треба одма да кажеме дека ја и ти уствари се знаеме повеќе од 20 години. Па така, а се немаме видено колку сега? Многу, многу. Значи, не дека 20 години сме неразделни другари, ама првото среќавање ние пред повеќе од 20 години. Така. И тоа е дури спортско е среќавањето. Баш така. Ја бев во работнички атлетичар, ти се знаеше со еден од тркачките легенди од тоа време, Дане Јакимовски се Дане Јакимовски.
Другарот мало. Другарот мало, дали он те донесе, дали ти си пројавил интерес, важно еден ден на стадион доаѓа ново дечко, кокан, шобараш ти, па ќе трчам 5000 за работнички, и ова е пред повеќе од 20 години. Ако можам точно да кажам, тоа веројатно беше 2000-та година. Така нешто, 2001. Јас се запишав на факултет 2000-та година и тогаш прв пат у животов дека спортувам, нели, од дете, никогаш не сум спортувал професионално. Меѓутоа прва година многу учење и тежок период, одбрав факултет баш кој што не ми беше по кејф, да кажеме. Мислев ќе го терам, учи, нема проблем. И прв пат во живот се поправив, да кажем. И тогаш, значи тоа било 2000, значи 2001 ќе да беше. Затоа што сеќавам кога завршив прва година, значи тоа било следната година, во јуни месец, и викам ја морам да ослабам неко. И тогаш прв пат, ја цел живот сум играл кошарка, тоа ми било омилено нешто, сум вежбал дома, со брат ми имавме теретана, сами си ја направивме. Сум вежбал во мало оние вежби сите ствари, фудбал сум играл многу сите, на водно сум пливал од школа, меѓутоа никогаш професионално и викам чекај сега како да ослабам. Као се слабе. Као се слабе, и нели со трчање се слабе. И тогаш почнав да трчам без да знам ништо, онака малски, баш во нашето мало, кај што трчав, имам еден круг околу 200 метри до топланата поред пругите и тука живееше и Дане. Аха. И така трчав јас и веројатно така и знаев дека он тренира и веројатно сме се виделе, се не памтам детали, и он ми кажа може да доеш ако сакаш на трка. А вие не сте као ептен малски па другари? Па ние сме другари, да. Значи како деца кога сме трчале, нели? Да, како деца и он почна тогаш да тренира. И тогаш, да речеме, тоа кога беше 7-8 оделение, така нешто, да он почна да тренира. И нели она летните дружби кога се во мало се надпреваруваш, се тркаш со другарите на 100 метри, на 200 кој е побрз оној. И тогаш ако јас важев за еден од побрзите, да кажам, гледам дека дечко многу напреднал и викам браво, викам што правиш као па вика почна да тренирам атлетика и браво викам. И така ние се знаевме и знам дека он после продолжи да тренира и он ги достигна сите тие успеси што ги имаше, што викаш ти македонска трчачка легенда од тоа време. Значи со Дане таква е колекцијата. Да. И потоа не памтам точно, меѓутоа така веројатно се видовме пак дека трчам и дали сум го прашал дали он ме покани да дојдам и дојдов на тој надпревар, што викаш кога сме се виделе и се сеќавам дека појма немав од трчање ништо и сите ми вика билдер шо правиш, трчаш овде. Беше доста поголем, да. Нормално. Да, не сум имал ни амбиција нели да видам што послаб и така. Тоа ми беше првото, уште на стариот стадион која беше со стариот тартан. А го памтиш? Дали? Да. Не, ова е стварно треба тоа цел посебен подкаст за да се објасни состојбата на спортот во тоа време. Ама ти текнували, дали е тоа периодот кога имаше и блог, ти имаше некаков блог, ама ептен прв еден стар црн вебсайт беше. Да, тоа веќе беше понатак. Тоа е понатак. Тоа е 2007 година. Оти тоа ќе те прашав, значи ја те памтам. Да. Од пред 20 години се појави на некоја трка. Да. Ама после неколку години не беше активен вака по трки. Толку беше завршен. Се појави на некоја трка за работнички. Па една беше само. Така. Една беше на стадион. Не знам што надпреварување беше, не ни разбирав. Некоја државна куп, некој бодови се собирале. Така. И заврши тоа, ја ослабев, си продолжив после да си играм баскет умало, стара љубов, нели си дигам tego и си одев на водно сточак, си продолжив како што си терав. Така. И значи после неколку години веќе доаѓа ептен кога стануваш активен по специфични тренинзи. Ама во тој период почињаш со блогот. Знаеш зашто го спомењам ти? Збориме за период пред 20 години. Кој прави блог пред 20 години? Поточно тоа не беше пред 20, тоа беше 2007, да речем. 15 на години. И тогаш, да кажам, почнуваш и Фејсбуков да станува актуелен. Би сега да не се фалам, ама у тоа време кажав, ќе дојде време кога секој ќе си има собствена веб страна.
Мојата страна тогаш беше kokan.com.mk. Да. Да, и луѓе, знаеш, најдува на смеење на моја сметка, као, шо правиш сега со ова? Ја кажував дека, абе, ќе видите, бе, и што фактички ете Фејсбукот, практично е тоа, и не само Фејсбукот, Инстаграмот или било која социјална мрежа, секој си има практично своја платформа. Да. Тоа беа иначе ми текнува. Ама знаеш како и све, кога некој нешто реткост. Да. А реално ништо спешал не беше, како твое блогерајче, секој ден нешто ќе пишеше ама имаше едно време интересен челендж. Да, имаше. Како беше тоа? Тоа беше челендж. Девет обој, нешто такво. Девет обој, ја го смислив. Да, кој сака да се надпреварува со мене во 9 различни спортови. 9 различни дисциплини. Не, спортови. Ама имаше, добра, шах нешто. Имаше, да, значи имаше. Кажи, ти текнува. Ми текнува се да видам дали ќе криво ми е што таа веб страна потоа се не ја зачував некако, не остана. Стварно тоа се изгуби сега? Се изгуби, дали има нешто ситно од тоа останато. Значи имаше, да речеме, баскет, не знам, фудбал, имаше пливање, трчање, велосипедизам. На водно. Да, пинг-понг, шах и нешто вежбање. Така. Дали се деси да имаше нека челенџер? Ти доаѓа ли луѓе да ти одговорат? Значи сите се подсмева повеќе да кажам. Имаше еден другар кој што рече ајбе, вика и ова знаеш дека е интересно? Ја викам ајбе па не ме заебај сега ти, као доста овие други се и ти ли најде. Не бе баш ајде супер. И као почнавме ние нешто баскет. Се ставивме да, и после он као се откажа и ништо. Твоја победа што он се откажа што ти Да, и потоа некако работите отида у друг правец и сите што не ме знаат, тоа е мојот, ако можам да кажам, првиот неуспешен обид јас да се посветам и да работам во спортот, да кажем. Затоа што ја секогаш сум сакал да направам нешто. Тоа да ти биде примарна активност. Да. И јас тогаш практично не успеав. Значи ти уште од тогаш сакав. Со таа цел ти беше блогот. Ова е мој обид да пробам. Да. Јас имав интересна идеја во тоа време. Не дека и сега не може да се реализирам, меѓутоа треба многу, нели, да се посвети човек. Тогаш сакав да собирам средства од спонзори и да ги активирам сите оние поранешни спортисти кои што се откажале. Колку ми напознаваш спортисти што биле одлични, кога биле основно средно милион. И потоа отишле во некој друг правец. А биле талентирани, најчесто се откажале затоа што немале финансии, затоа што не можеле да издржат целата таа приказна дека е тешко. Ама чекај, што со нив да правиш? Со нив сакав да ги вратам у спортот. И као јас добивам пари од спонзори, средства, опрема, било што и да им кажам, слушај, ти се откажа затоа што немаше пари, еве ти пари. Спортувај сега. Не сваќаш? Тоа ми беше парите. Тоа ми јас да бидам како некој посредник. Е блогот. Да, како некој посредник да бидам. Мене тоа ми беше крајната цел во тоа време. Вау, не сум знаел. Па никој многу малку знае, а тие што им кажував, нормално ми се смеја, ме подсмева затоа што ми викаа кој си ти? А кој си ти спортист, па ние да ти даеме тебе? Ја им викам, бе види, ја не сум се надпреварил ништо, меѓутоа јас стварно го сакам спортот. Јас живеам за спортот. Јас се хранам, да. Намерата е битна за. Да. И они ми вика, па ти си никој ништо. Кои се твоите успеси на спортскиот план? И ја кажам, па цел живот спортувам, не пијам, не пушам, не се дрогирам, значи живеам здрав живот. Сите ме знаат за спорт. Што голема работа. И тука беа мојот мотив за понатака јас кога ќе почнам да трчам, да јас одлучам еден ден да им докажам на сите тие такви дека не биле во право, а и пред се сам на себе да си докажам дека навистина, бидејќи сум го сакал тоа целиот свој живот и сум го правил спортот, дека можам да успеам и во спортот. И така јас почнав да трчам 2008 година. Како одговор на сите што тогаш пред се 2008 година слушнав на радио Скопски маратон. И не знаев што е. И викам, чекај, што е ова Скопски маратон? 42 километри е маратон, полумаратон е 27. И си го испечатив, тоа си го закачив на зид и си реков предизвик. Дали колку време пред? Да, тоа беше во април месец. А ова тркава беше во мај. Да. Па не знаев. Не ни знаев. И реков, дали можам јас да го истрчам полумаратон без да застанам.
така. Тоа ми беше цел. Првата цел. Да, првата тоа ми беше. И со патики за кошарка. Јасно. Трчав, немав опрема, не знаев. Истрчав и тогаш ми стане Со bench upper body. Да, апсолутно, Беше апсолутно. по-теретански граđа. Па тогаш вежбав за да бидам силен за кога ќе можам да играм баскет, да можам да се, нели, да се градам, да се буткам со повисоките од мене, да бидам силен. И од кога го истрчав тоа, тогаш си реков, ова е интересно, ми се допаѓа, можам да се дружам со луѓе, можам додам на трки. Прво прашав возраста, дали можам да учествувам, пошто имам 26 години. Дали ме ограничуваат, затоа што затоа што јас кога сакав да играм малку во животов, можеби покасно се одлучувам за некои работи, за жал или за среќа. Кога сакав да играм, да речеме, условно кажано во Македонија професионално кошарка, сите ме вика, кај бе ти на 20 кусур години ти поминал возот. Викам, нема врска тоа. И прашав за атлетиката, дали можеме да учествувам на трки, дали ми е дозволено? Ми рекоа да. А до колку години викам смеам, можеш, нема проблем. Сакаш интересно викам. 120 трчака за Да. Дали викам некој ќе ме ограничува тренер да морам да кажува дали сум доволно добар или не? Не. Значи моите резултати ќе бидат мерило за мојот успех? Да, супер. Ајде да пробам. Во овој хипотетички муабет со кои ствари го збориш ова? Ова па не знам конкретно со кого се интересирав. Не знам конкретно, се интересирав, така. Тогаш се здружив. Да. Тогаш се здружив и со луѓе што трчаат, тогаш и почесто почнавме ние да се гледаме, ако памтиш. Да вие ги трениравте тие и па ние уште бевме по клубовите, ама веќе беше залез. Па можеби, да. И почна да меѓутоа идевте и по ние припреми, да кажеме, во Маврово трчавте големи дистанции и така натака. Ама почна да зима замав улично трчање, дури и финансиски, оти онака организирана атлетика е на ниво на беда. Ама уличните трки веќе изгледа, затоа ти се видоа. Точно. Си го поврзруваш валјда и со таа првобитната цел, чека ова може да е живот. Баш така, да. И ми беше интересно затоа што секој сака да патува. Значи можеш да патуваш, се дружиш со луѓе спортисти, луѓе што се приближено на твој начин на размислување, убаво ти е, а од друга страна па и спортуваш, трчаш. И цела таа комбинација која сите ги врзав работи, тоа е она што на почетокот ме остана да бидам јас во трчањето. Иако тогаш продолжив и да играм пак фудбал и кошарки, ама еден ден кога се повредив и реков, чекај сега, се повредив на кошарка. И викам, сега што направив, сега толку тренирав, направив некој резултат, сега нема да можам да идам на трка, па да трчам. Баскет. Ради баскет. Аз сум се докажал у баскетот, ме знаат кој сум, што сум. Таму не можам да направам некој успех на државно ниво. Си викам, ова не е добро, дај ќе се посветам само на трчање. И од тогаш престанав да играм било какви други спортови, особено што се колективни спортови, кај што можноста да те повреди некој друг е веројатна, нели? И тогаш, а плюс, кој што викаш, бев телесна композиција несвојствена со трчање, се разбира, и тогаш реков, ајде да видам колку можам јас да направам во трчањево и дали можам да го остварам тоа што од секогаш сум го посакал да станам. Многу ќе ми биде, викам, драго, еднаш да станам шампион на Македонија и крај. Ќе ми биде тоа како, сите овие што беа хейтери, негативци што ме завркава, ти бе станав шампион, ви докажав, ме сваќаш, а и пред се сам на себе. Ама ако го врзаш ова со претходната цел, животна, мотив за спортска помош, да. Ова ти било како чекор кон таа поголемата. Апсолутно, да. Дали ти сега прво да потенцираме, збориме за таму негде 7-8, 2007-2008, 2009. Да, 2008 беше Скопскиот мој прв полумаратон. Така, ти се случува овој пресврат, се фокусираш скрос на трчање. Да. И 2010-та прв пат станувам шампион на Македонија. И in the back of your mind, тоа ти е сега ова е платформата за понатака. Да. Тоа го имаш уште од тогаш како тогаш, поривот сега се ежам кога зборуваме. Мотивот ми беше да покажам и да докажам дека сум вредел, навистина сум вистински спортист, навистина го сакам тоа и кога ќе успеам во тоа, кога ќе го направам CV-то и кога ќе отидам после кај фирмите да побарам некоја помош, да имам еве го доказот. Кој си ти? Еве кој сум сега. Јасно. Значи тоа е разликата што ќе ми помогнеше за воиднина, да кажам. И тоа ми беше плюс уште една цел
зошто да истрам и да го правам сето тоа. Cool. The rest is history. 15 години, фокусирано тренирање, кој сака нек си чита книга, нека дојде кај тебе, нека те праша, мене ми е позната таа прича како се станува државен првак. На сите ни е непознато како се станува европски првак, ама бар државни, окей. Како што реков, годините поминуваат и поише пати стануваш првак, поише дисциплини. Додека во одреден момент веќе стварно заработуваш од тоа и сега ќе претпоставам, ама ти поправиме, дека што се вика, кога ќе кажеш јас живеам сега од овоа, се однесува на клубот, на тренерската активност. Да. Јас кога почнав да трчам во 2008 година, тогаш работев класична работа од 8 до 4. Да. Нешто со машини, ти на машински беше? Јас сум машински инженер по професија, да. Па и на факултет си имаме гледано јавев на електро, па се гледав таму да. Од 8 до 4 работев класичен систем на работа, а потоа од 5 до 22 часот работев во една теретана како фитнес инструктор. Да? Да. Тоа беше година и пол, веќе не памтам. И значи јас тогаш кога почнав да трчам, значи пази колку е волјата битна. Значи работев 2 работи, и јас така почнав да трчам рано наутро. Си викам ја немам време кога да трчам. Нема кога. И тогаш размислив јас ќе морам рано наутро. Затоа што друго беше тоа време, трчавме на прсти, може да се брои колку луѓе трчаат, особено колку стануваат. Сега веќе е друг тренд и баш ми е драго дека и многу луѓе има. И така почнав да трчам или рано наутро пред работа, или кога ќе се вратам навечер, после, значи напорно, меѓутоа нели кога се сака се може. Да. И така функционирав 5 години. Со тоа што 5 години? 5 години работев класичен систем. Една работа, друга работа? Но тогаш работата во теретана ја заменив. Тогаш се интересирав повеќе за исхрана. Станав дел од Herbalife компанијата, значи како советник за исхрана. И тогаш ја напуштив ова теретаната, да кажам. Држевме и уште, тоа е актуелно. Secondary income. Да, тоа ми беше и на тој начин пак бидејќи е поврзан со спорт, со здрав, со активен начин на живот, промовираш здрава исхрана, значи зборуваш за здравје на луѓе, го преку својот пример им помагаш на луѓе како да до подобро здравје, и ми беше комплементарно затоа што од една страна ова е физичкиот аспект како што ние тренираме, а од другиот малце и едукација, зборување и така натаму. И така функционирав 5 години до 1 јануари 2013 година, и тогаш реков или ќе биде сега или никогаш нема да биде. И тогаш дав отказ од класичен систем на работа и од 2013 година без да имаш некој бекап, без спремно ништо. Значи дури кога ме прашуваат луѓе како бе така, имаше некој финансиски план Ништо, едноставно желбата беше голема. Ја верував. Нешто конкретно у визијата сигурно си имал. Имав јас визија. Што беше? Дека мора да успеам, дека нема друго, дека ова е тоа што го сакам, дека ова е тоа што ме прави среќен. Дека не ме исполнува онако голем трчањето. Ама финансиската како изгледаше визијата, како тоа финансиски ќе го монетизираш? Да, тоа беше во тој период, и знаев дека ќе имам индивидуални тренинзи. Значи, на тој начин ќе заработувам и на тој начин и почнав со индивидуални тренинзи како велнес советник за исхрана со компанијата Herbalife, така почнав. И првата година беше само тоа. И потоа се роди идејата да направам ЕТИ клуб, кој што прво беше за рекреативци, а потоа го официализиравме како регистриран атлетски клуб. Ова е на РЦ? Да, прво беше Евроин школа за трчање, односно 2014-та, сега го славевме 8-миот ројден ден, почна како школа за трчање, во тој момент беше спонзор Евроин осигурување. Тука, извини ако може, тука е мојот геп, што се вика дупка во знаење, односно многу ми е површинско. Да. Тие години јас се уште трчам, јас сум при крај со трчање, почнав полека триатлони, ама во кругови. Да. Се знаеме обетите.
Ама моето површинско знаење беше окей, кога направи школа, Да. ама Евроин се во името, Да. најверојатно спонзорство, Да. некаква Идејата соработка беше- и да. набрзо после тоа не беше веќе Евроинс. Да. И сега е Nike Running да, Club, ама да. никогаш не ги знаев деталите, па ако може па, да ми да, ги објасниш да. онака технички Да. зародишот Да, и како да, се да. менјаше тоа. Така. И финансиски Да. објасни ми. Види, идејата беше, јас она што го гледав, што функционира во другите земји, одејќи на сите тие маратони, полумаратони, гледав тркачки заедници, луѓе што имаат клубови, и викам зошто да не го направиме овој кај нас. И тоа беше мојата идеја. И затоа започнав како школа за трчање, која што беше пред се за рекреативци. Значи за луѓе кон мене да дојде некој на 20 години и да рече дали ја можам да успеам во трчањето, да речам дека да можеш, а не да го обесхрабрам да му речам дека не можеш, ти поминале годините, оди бегај таму, така? Позната Да, прича. да. И да биде место за сите што ќе сакаат рекреативно да трчаат. Јас тогаш уште бев дел од атлетскиот клуб работнички. И функционираше школа. Доаѓаа рекреативци, луѓе од сите години. Извини, како влага Евроинс во Да, сликата? Евроинс беше спонзор. Евроинс беше Ти отиде кај нив, они да, кои дојдоа кај јас тебе. во тоа време се дружев со Јанко, кој што беше извршен директор на Евроинс компанијата. Добро. И он трчаше, така и се запознам случајно. И јас кога му кажав дека јас ќе го правам ова, он ми рече супер, јас ќе те поддржам во тоа. И ние потпишавме договор. така, ние како изгледа таа договор поддршка? за соработка, кој што траеше 2 години. И во тој мене идејата ми беше да биде ова школа за трчање и кој ќе биде спонзор, така да биде името на школата. Затоа беше Евроинс школа за трчање. Освен насловото Да. клубот, што Да. Па тоа actually е помошта. Да, тоа веќе имаше Финансиски, некој месечно. финансиски дел, некои други, да кажам, наши интерни договори. Тебе хонорар, Да, некој опрема, да, сите тие ствари од се по нешто. Од се по нешто. така. И така функциониравме 2 години и потоа тоа беше идејата и на Јанко, кажа јас сакам да те поддржам и кога ќе ова прерасне во нешто поголемо да дојде и некој спонзор кој што ќе биде соодветен на спортов. И тогаш се случи Nike, односно Nike. Направивме соработка со нив, која што трае и до ден денеска. Преку Јанко па некоја Не, познанство после или ти отиде да. па директ? Не, па види, порано јас идев по луѓето, ги бркав, Така. да кажам. Потоа направивме нешто убаво за трчањево, затоа што многу луѓе дојдоа да трчаат. Многу луѓе поминаа низ школава за трчање и се ширеше таа приказна. Почнавме да ги правиме, не знам дали знаеш и памтиш, и оние трки на 5 километри поред Вардар. Да, секоја недела си се знаеше редовно терминче, да. И тоа е убава приказна, сите беа тие бесплатни. И така направивме убаво, да кажам, CV. И потоа што се вика луѓето од Sport Vision, како застапник за Nike во Македонија, така беше контактот. И така го направивме, направивме соработката, која што на моја голема среќа трае и ден денес. И затоа сега се вика Nike школа за трчање, односно Nike Run Club. Такви клубови имаше насекаде во светот. За жал на многу места ги затворија. Искрено од мои непознати причини. Не само и на овој бренд, и на други брендови. Меѓутоа, бидејќи нашата приказна е успешна и многу се радувам дека уште продолжува и да трае. И секој што сака може да дојде. Бесплатни се тренинзите групни во нашиот клуб. Значи почнавме 2014, 2016 доаѓа Nike и тогаш го официализиравме и како атлетски клуб. И од 2016 сме и атлетски клуб. Да, тоа значи дека сте членки на атлетска федерацијата, да. И сега ова чисто ти јас сум прељубопитен, ти слободно не ми одговарај ако си легално обврзан да не одговараш, ама ја ќе те прашам. Технички детали ме интересираат. Во одреден момент Nike Running Club е и правно лице, фирма. Во одреден момент го регистрирате како фирма, што значи Здружение на граѓани. Так. Атлетски клуб, како и сите останати атлетски клубови. И толку Здружение на граѓани не е по толку, тоа е. Не е некој доел нешто. Не. Добро, собирате чланарина. Секој член бесплатни се тренинзите. Сега се бесплатни. А тогаш? Претходно кога беше Евроинс се плаќаше. А сега се сите тренинзи бесплатни. Со години. Никој тркач никогаш не дава не плаќа никаква чланарина. Да, значи
тренинзите се бесплатни за возрастните, а од минатата година направивме и сите активности што сме ги правиле, сите биле секогаш бесплатни. Од минатата година почнавме да работиме и со деца, тренинзите за деца се наплаќаат. Инаку до тогаш секогаш се било бесплатно. Добро, која е окей, значи тогаш користа за Nike како спонзор е само платформа за реклама за Nike и Sport Vision и сите тркачи, сите што трчаат. А за тебе финансиската корист е нешто се имате договорено. Ние си имаме договор, да. Некоја платичка си зимаш ти и тоа е тоа. Да. На тој начин функционира. Да. Ја мислев дека сепак и од чланарина нешто. Не, порано беше така, од кога дојде Nike како спонзор, кажа се треба да биде бесплатно. Тоа Nike ви кажа? Да. Браво. Да. И се е бесплатно. Сите, јас и луѓето дел од клубот имаме организирано околу 100 трки бесплатни на 5 километри. Тоа е еден огромен успех за мене. Да, искрено мене повеќе ме импресионира што одат да тренираат секој ден. Тоа плюс еден куп луѓе. Трките мање више, окей, мислам сега не да ти диспектувам. Знам што треба да се организира трка, ама тоа е онака тоа беше тоа е два пати месечно. Так. Да, меѓутоа моментот е дека на тренинзите да речеме услов да си дел од тренинзите, нормално да си дел и од клубот. Така утре кога ќе биде на трка да се напишеш дека си дел од клубот. Добро. Да, се друго е бесплатно. Меѓутоа трките беа отворени за сите. Значи тоа е убавата работа. Да. Значи секој може да доаѓа и да трча на трките. И баш достигна и по 200 луѓе, значи два пати трките. Да, два пати месечно беше трката, кога беше отворена за сите. Околу 200 луѓе трчаат. Феноменално. А членството што си го имаат, дали е онака формално регулирано, баш има договор за членство, секој член што е на клубот? Не, тоа ако сакаш да бидеш регистриран атлетичар, тогаш нели си добиваш атлетска книжка. Во спротивно е неформално да кажам. Окей. Да. Пошто идејата е пред се спортива, не сме тука за правни работи. Сите оние други работи. Добро, ама во одреден момент ти сепак си тренер таму. Да, јас сум тренер, јас сум инструктор, да. Во клубот, како резултат на целото мое искуство, што го имам и што го живеам, сите овие 15 години во трчањето и претходно, да кажам, во мојот живот, бидејќи јас секогаш сум спортувал, тоа го пренесувам на сите што доаѓаат. Ја имам завидно искуство во тој поглед. Да. Колку членови од прилика? Варира, знам дека варира, секогаш варира, па околу 200 луѓе во текот на целата година движат. Активно. Да. Се појавуваат кога идеш во теретана, не сите вежбаат. Има да речеме одреден број што се тука и во секој период од годината. Меѓутоа има луѓе кои што кампањски доаѓаат, има некои помалку. Меѓутоа сите се добре дојдени, затоа што тоа е на убава приказна. Сите сме како една фамилија. Значи имаме настани, значи одиме на трки, си организираме самите, да речеме, сега правевме 8-ми роден ден. Да кажем од кога е формиран клубот, други настани кај што сме и баш е убава дружба. Добро, ама човек, ти не можеш си тренер на 200 луѓе. Ама ти устварјарно викаш, некои се... Да, зависи. Значи, добро, да. Види се, не сите таму имаат амбиции да се сваѓаш. Некој доаѓа да се дружи. Тоа ќе кажа. Тоа се мнозинство рекреативци што си доаѓаат за здравје. Се е подобро од седење дома. Нормално. Дали ќе му даеш програма, дали е индивидуализирана или не, он дошол на кеј веќе. Јасно. Веќе е у предност. Апсолутно. Ама дали се случува некој да дојде и одма уште при запишување, слушај, кога ја доаѓам сега, ама барам перформанс. И апсолутно. Која е разликата во односот у тој случај? Меѓу тебе и него, ти како тренер и тој како веќе атлетичар. Да. Имаме успех и на тоа поле, затоа што многу пати клубот индивидуално сме биле шампиони на Македонија во различни дисциплини, дали по младинска категорија, дали како сениори. Значи тоа е доказ дека функционира. И кој како се однесува, кој какви амбиции има, така јас се поставувам кон него. И бидејќи мене ми ова
како што кажавме сега, и основна дејност, основна работа, си водам евиденција за секој, имам план, се слушам, комуницираме, си пишуваме, се гледаме на тренинзи, така да на тој начин функционира. Така. Cool. Ми ја попуни дупката у знаење што ја немав за. Па не сме се ни клубот. виделе, да. Ама стварно ме изненади дека тоа е Аплас кроз не бесплатно некако, не волонтер, некако, не знам како да кажам. Мислев дека е по ете има чланарини, некои финанси, чуда. Не. Cool. Да. И негде умеѓу време си ја правиш книгата. Да, значи јас и сите тие работи уште на времето на блогот кога сакав да си напишам нешто, потоа продолжив да ги објавувам како статуси на Facebook, нели? Станав сабајле, истрчав 15 километри. Така стварно? Да. Убаво се чувствувам. И така почна тоа. И ја имајќи ги тие, пишувајќи ги, нели како некојаш си помотивиран, ќе напишеш малце поголем, некојаш помалку. И луѓето почнаа тоа да го приметуваат и да вика, ме мотивираше, ми се допадна, ми беше инспирација. И почнаа да ми кажат, па еден ден книга, викам, каква книга, не се зафркаете. И така тоа, си тераше ја од љубов, чисто од душа, ки си напишев како се чувствувам после трчање, некоја случка интересна што и да е, повторно на истото наидуваше. И јас си викам еден ден, па стварно, дај да видам јас што све имам од овие материјали, почнав и да ги сочувам тие работи што ги пишувам. Така. Да. И како што кажа и ти самиот, бидејќи ја прочита книгата Трчањето ме учи, дека пишувана е во различни животни фази, во различни години се упрашање. Да, години се упрашање, да. И па рачунај првите статуси веројатно биле да кажеме 15-та. Па не, и порано. Можеби од 2010 11-12 се разбира помалку, меѓутоа активно и наменски од кога одлучив дека ќе биде книга, веројатно тоа беше 2017 година. Чекај, со години си постираш статуси од мерак. Да, од мерак. Во одреден момент одлучуваш дека од ова ќе правам книга. Апсолутно. Како сега ти се менја процесот? И од кога ги собрав сите во еден куп, се не знаев како да ги класифицирам, бидејќи се неповрзани едно со друго, различни периоди. Затоа и така е книгата, како збирка на раскази, ако можам да кажам. Да, тоа е јасно. Да, најдов еден начин како да ги канализирам во неколку теми, нели? Да. И тогаш реков, окей, имам што имам, сега треба свесно и наменски да напишам уште за да имам материјал. Да. Тоа ќе те прашам, ти. Да. До негде е очигледно по книгата и ти самиот објаснуваш дека ова е збирка случајни постови да ги наречеме, ама во одреден момент има и наменско пишување. Така. Тоа е пак некаде како пост или тоа е само ти седнуваш и си куцаш на компјутер текст? Да, некој ги објавував дел од тоа, али тоа почна 2017-18 активно и се реализираше како книга во 2020 година во февруари месец. Така. Да, тогаш беше и промоцијата на книгата. Да, меѓутоа па кажам тогаш веќе беше и наменски, тогаш се трудев да напишам, да речеме ако ми фалат некои од ова поглавје да напишам тука, па имаше некои као посеќавања, некои случаи, тука веќе навлегов да кажам, ако можам да кажам колку толку малку во пишувањето и така ги направив како приказни, иако да речам 90% од работите и повеќе може да не кажам 100% се вистините во книгата што ги пишува. Да. Знаеш што да прашам, во одреден момент си одлучил оке ова ќе биде книга. И сега колку што те знам малку, а и по приказните, си фокусиран човек, кој ќе си даде некоја цел, гледаш да учиш од кај може, како се прави сега ова, прифаќаш дека си апсолут бигинер, поима немам сега. Ама дај што поише може да научам. Дали си го осети тоа и така и на авторски план да си кажеш оке, сега врсканам книги како се пишуваат, ама имам желба. И што во процесот ти се смени во лајфстајлот некако, знаеш, дали си даде одреден фокус кон ова
како посебно занимање тоа, свегаш автор, писател. Пак сигурно не ти било ноншалантно. Да. Што точно си смени? Па тогаш прво како идеја сакав да ми биде, дали ќе ми биде прифатена. Отидов кај издавачкиот центар 3. Таму зборев со луѓето од 3. Извини, и пак онака како гром од ведро небо, немаш контакт некој, нема фовет. Не, ништо Ало. Да. Поточно поточно еве на кеј го имав запознаено Славко Саздов. И му реков и случај, викам, јас имам идеја, вака и ова што ти го зборував сега тебе. Океј, вика, ајде, еве ти контакт од синот мој, слушни се со него и видете што ќе направите. Добро. И јас буквално така синот што прави? Да, сите тројца синови се дел од издавачката Куќа 3. Добро. Да, и отидов кај Бојан и му кажав, имам идеја вака, океј, вика, тоа е све супер, ни се допаѓа како идеја, меѓутоа треба да видиме што имаш напишано. Дали тоа вреди, дали може да биде тоа у книга. Така, затоа што сепак ни се бренд во Македонија си има своје реноме. Не може се било кој така да даде нешто и да се објави. И ја ги дадов материјалите што ги имав, тогаш заклучивме дека се во ред, дека треба да се доработат. Тоа што го зборувавме, тогаш јас наменски пишував, се трудев да направам целина, идеја, сите заедно со луѓето од 3, тоа го дооформивме. Тоа, во тој момент проба да си се доживееш себе си како писател. Што правеше за да си го помогнеш тоа? Значи, што правев кога ќе се вратев од трчање, затоа што сите текстови, како што имам и објаснато и во книгата, најчесто се напишани после трчање. Затоа што нели, кога ќе завршиш со спорт се чувствуваш убаво, цела таа енергија и тогаш сум најкреативен и секогаш кога ќе завршев или не секогаш, бидејќи многу обврски како приватни така професионални, кога ќе се вратев од трчање, се трудев да запамтам што ми доаѓало во глава да напишам. Да, ако треба ќе напишам неколку реда само како потсетник да ми биде па потоа, или одма кога ќе се вратев, ќе се истуширам, ќе се истегнам, ќе јадам све тоа и ќе седнам да напишам додека ми уште свежи ми е тази. И ќе го напишам тој текст и со цел и амбиција да биде дел од книгата. Тогаш веќе и ако можеш да видиш, има да речем условно кажано, иако сите се кратки текстови, има некои што се да речем како приказни и се подолги. За разлика од оние кратки пораки што ги има во книгата, кај што се гледа дека тоа е класично. И значи јас во тој период се трудев едноставно да моите кратки статуси станат сега малце подолги приказни, меѓутоа да бидат сепак кратки, пошто тоа ми беше идејата. Сакам, ми се допаѓа тој концепт кога кажуваш нешто кратко, а сепак содржински. Да, тоа ми беше идејата. Cool. Да. Ја не знам како, ја не сум бил доволно активен по тие, да речеме, тркачки кругови последниве 2-3 години и заради тоа малце покасно дознав дека уопште имаш книга. Не, скроз случајно, дали некој пост видов, или не знам што, викам книга, па едно време ми требаше време да ја најдам. Се гледа дека е книжарница 3, ама врти таму, врти онаму, второ издание. Викам сега зашто второ издание не бе као првото се продаде, сега мора нова серија да се испечати. Добро, викам, не промашувам ништо, као тоа е книгата, окей, ја најдов крај, конечно. И ако може ја ти дам мој впечаток. Слободно, баш ми е драго. Да, мене, мислам, сите ствари што ги кажа се очигледни. Дека си нешто е како збирка, нешто е од времења кога си немал појма дека ќе биде книга, нешто е после. Тоа е се очигледно. И исто е очигледно дека се случува за време многу години. И заради тоа, ама и заради самите текстови некако како одат се по како тече книгата, и веќе вториот дел, задната четвртина. Не знам како долам, али
одреден вид зрелост, како се приметува, не ќе да кажам си бил незрел. Јасно. Да речеме на уште повисоко ниво. Ако ставиме мерило на зрелост, имало одредено ниво на почеток, не само зрелост во начинот на пишување на текстовите, ама и твојот карактер, твојот живот, твоите одлуки низ текстовите, што и ти самиот правиш во животот. Значи, ја читам книгата, самата книга квалитативно зрее, ама книгата е и мал прозор и во твојата биографија. Да, апсолутно. Што е твојот живот. Да. И сега и твојот живот низ годините како тече, како да зрее и животот. Да, паш така. Книгата јасно ми е, си седнал, си фокусирал, по-технички си се подобрил. Да. За животот ако може да те потпрашам, прво дали ти сам си го осетил тоа, дали ја осеќаш таа зрелост? Ова што го кажуваш баш ми е драго, затоа што едно е што човек има идеја да направи, друго е како ќе го направи, а трето е како ќе го разберат, како ќе разбере публиката. Так. Јас она што сакав да го направам и она што како мислев да изгледа е она што ти сега го кажа. И баш ми е драго дека ако земам сега да кажувам како некоја порака како сум ја напишал и што ми било, ти го кажа тоа. И баш ми е драго дека е тоа така. И се што кажа се согласувам дека е така. Значи ти и си имаше цел да покажеш дека животот треба да зрее и еве на кој начин зрее. Апсолутно, па види, за мене, јас секогаш сум имал една дефиниција вистински спортист. Значи, за мене вистински спортист не е оној што иде и само има физичка активност и изгледа супер. Значи, за мене вистински спортист е комплетна личност, кој што ќе се грижи за својот надворечен физички изглед, да изгледа убаво, на тој начин има само доверба, на тој начин ќе му помага во секојдневниот живот, сите активности да ги прави, меѓутоа од друга страна да биде и психички стабилен, да се надоградува и на тој начин да расте во личниот развој. За мене тоа е една целина вистински спортист. И баш затоа што сите ние како спортисти времето поминува, нели? Не можеме секогаш да бидеме во врна физичка форма. Така. Меѓутоа, она што може да го направиме е нашето искуство да го пренесеме на останатите луѓе. И на тој начин да ние помогнеме да и многу други луѓе да инспирираме, да видиме, затоа има едно поглавје, ако можев јас, ако можам ја можеш и ти, во книгата, да бидеме пример личен како и сите останати може да го направат тоа. И тоа ми беше една порака и веројатно како изминува периодот, ќе се насочам исто така и на таа дејност, затоа што на тој начин сметам дека ќе можеме да допреме до што повеќе луѓе. И плюс има нешто во нас што сметаме дека можеме да го дадеме, и друго е кога тоа ќе го каже некој што бил во таа дејност, друго е некој да го зборува што воопшто не е поврзан. И затоа да сме живи и здрави, наскоро требаше и до сега, можеби, меѓутоа животот те носи ваму таму, ќе има и втора книга. Да. Најава за втора книга. Да. Па продолжив јас пишувајќи после кога ги пишував оние текстови за да ја комплетирам оваа книга, значи од кога заврши книгата мене пак ми доаѓаше да завршам, па да напишам, некој ми стана навик. И тогаш реков, и луѓето почнаа да читаат книгата, беа задоволни од книгата и самите рекоа ајде втора книга, ја викам сега, каква втора? Ова не е лесно. Пауло Коелјо ќе фати се. Да, се каде уште една. Сезона по една. И јас така пишував, кога гледам па се собраат текстови и сега здравје Боже имам околу 100 страни материјал, така да ќе биде втора. Што ќе биде различна втората? Слична ќе биде. Бидејќи пак истото продолжува. Значи, многу ми е важно, не мене туку, што сме видел вака и од искуството, животот, најважно нешто во животот е кога работите се прават од љубов. Кога се прави од љубов нешто, самото по себе си излегува на површината. Да. Така што, бидејќи јас имам неизмерна љубов кон трчањето и кон спортот воопшто. Значи, тоа само
само од мене излегува. И се додека може, не секогаш е лесно да се напише, некогаш ќе седнеш и дремеш така саат два, ништо една реченица си напишал. Меѓутоа, се додека го има тоа во мене, јас би го направил. И бидејќи се трудам и да растам во личниот развој, ме интересираат книги, највеќе и популарна психологија, и многу бев среќен затоа што и мојава книга беше оценета дека спаѓа во делот за популарна психологија. Не е само да, апсолутно, да. Не е книга за трчање, некој мисли како да ја дигне раката, ногата. Не, и баш ми е драго затоа што навистина сите тие книги кои што сум ги читал и животот што го живеам и што се трудам, што се борам, бил благодарение на тие книги и јас што сум ги преточил во дело. И се надевам дека и ова што го пишувам ќе биде исто така на тој начин и дека ќе може да биде нова успешна приказна. Да, тоа е повеќе од јасно, дека книгата не е тренинг програма. Еве како се трча, повеќе од јасно е дека прво за твојот живот, второ дека зборуваш за емотивни работи, за духовни. Еден момент кој што го потврди и ти веќе, ја го имав како точка за разговора, тоа е на повеќе пати, дали директно или индиректно во книгата кажаш дека не трчаш веќе за себе. И што е интересно, што правиш разлика од период кога искрено кажуваш дека не си бил така. Искрено, а тоа ја можам да го потврдам од моје лично искуство. Имало години кога не сум се оптеретувал, не трчам за себе и крај, резултат не ме интересира ништо друго, тоа е. И тоа си го признаваш и го кажуваш, и како течат и страните и животот, дел од таа зрелост искача и преку таа порака, кога на повеќе пати напоменуваш не трчаме веќе за себе, трчаме за други, за нешто поголемо. Нема да прашам, освен ако сакаш повеќе да елаборираш на таа тема, но веќе кажа дека имаш животни цели за бар ширење на таа порака. И па токму тоа и ти го правиш. Значи, нема нешто поубаво, јас си верувам во тој закон за привлекување. Еве го. Law of Attraction од книгата ти го наредно прашање, тоа ќе беше. Се разбираме. Значи, не е се у финансиите, не е се у да направам нешто за да добиам нешто. Туку, па ќе кажем, доколку би ги правиле работите од љубов, и ги правиме и даваме, и автоматски универзумот ќе ни даде назад. Ќе го привлечеме тоа што го даваме. Ако даваме љубов, ако даваме убава енергија, ќе добиеме назад љубов, назад убава енергија. И токму тоа е и она повисока цел, и ти што го кажа. Ете, еден ден и нас ќе нема, меѓутоа ќе останат за нас некои резултати што сме ги оствариле, некои трки на кои што сме победили, на кои што сме учествувале, некои пораки, некои книги, овој ти што го правиш. По мене, јас смислата на животот, јас како ја доживувам, така се доживувам јас, да, она што го правам во животот е да биде промоција на здрав и активен начин на живот, затоа што тоа е тоа што ја неизмерно сум среќен кога го правам и ми исполнува. На било каков начин. Ете, дали е на вистина со тренинзи, на деца, на возрастни, на било кој, дали е преку моето лично искуство, дали е напишана книга, дали е учество во вакви емисии кои што ретко се кај нас, и ти кога ми кажа, и кога си пишавме првиот пат, кога викам, еј човек, кај си тука, ја мислев си се одселил од држава, дека не сум требал 100 години, не ме викаш, тука сум. И баш ми беше драго, пошто ретко сте некој да извојува од своето време, затоа што нели најскапо ценениот ресурс е времето. Да го прави тоа пред се со една искрена љубов. И се надевам дека и ќе биде ова успешно и ќе продолжи понатака, и што повеќе ќе допреш до што повеќе луѓе кои што ќе може да шират мисијата за спортот. Фала друже. Тоа е, значи неколку работи се надополнуваат, неколку идеи, концепти, идеологии ги спомнавме од дека трчаме за нешто поголемо, дека тоа е порака за како се исполнува животот. Ти си имаш твоја визија и како емотивно тоа го доживуваш, секој си има свое.
Па тоа се надоврзува после и со тоа што рече, значи, да останува нешто по нас. Кога ти даваш, постои некој, баш убаво го спомна, law of attraction, закон на привлечност, валја на многу луѓе ќе им биде познато, ама не збориме за некои маги, мамбо джамбо, не навлагаме во ама што тоа, секој сам си наоѓа што тоа значи, концептот е биди добар. Да. И тоа го исполнува животот. Да, твојот начин на експресија е спорт. Да. И мојот. Да. Некои луѓе тоа го прават со нивната си дејност, во уметност, во драма. Јасно. Поентата е кога некоја работа ја правиш не за себе, туку за нешто поголемо од себе, на тоа се мисли. Да. На тоа се мисли. Чиста случајност е дека нашата дејност е спорт. Да. Така да, еви, и ти исто, а ја нема конкретна намера во работиве што ги правим са подкастов. Јасно. Од една страна ја го правам од ја имам многу мерак да правам муабет на тема спорт, ама од друга страна сум свесен дека го правам и за нешто поголемо. Се со цел, спорт, начин на живот, здравје и така натака. Така да тоа е супер. Сега ја имам една цела листа тука, како кратки забелешки, додека ја читав книгата и како rapid fire questions може да ги правиме. Ако случајно чепнам нешто прелично, слободно, ти сам одговори, одбери си што одговараш, а нешто може и да не те... Понатака ќе кажам. Да, дале, next question. Сега мора да признам, ја прочитав, помина 2-3 недели откако ја прочитав, овие забелешки тогаш ги запишав, може и мене ќе ми треба некој време да ми текне на што сум мислел кога сум запишал. Прашалник. И моките на духовноста. Пред да преминем, пред да преминеме, мал вовет и во овие notes, а и во книгата, уште еден елемент од книгата. Дали е случајно или е намерно, мој впечаток е, како ја читав, дека има многу символика. Некои работи можат и буквално да се интерпретираат, трчање како трчање и што физички те задоволува во врска со тоа, ама и доста често има и одредена символика. Значи има и символична интерпретација. Тоа е намерно? Намерно. И се надевам успешно. Океј, значи намерно кога раскажуваш во одредени случаи, во одредени раскази, воведуваш ствари што може да се интерпретираат на символичен начин. Апсолутно, Океј. Тоа се надевам дека на тој начин, ако се доживувам и ја како некој уметник, тоа е мојот начин како да го направам тоа. Океј, тогаш не ми текнува точно, извини, не сум ставил забелешка каде, ама во одреден текст имаше референца кон личност за која што пишуваш само Ј. Што можеш да ни кажеш за таа личност? Па ете, конкретно, па ја кажам, значи, може би некојаш инспирација ми било појдовно нешто, конкретна личност, меѓутоа потоа тоа се трудам да биде и општо, да може да биде и за некои други. Символиката. Да. Така што, ако може тоа да го поврземе со конкретна личност од една страна, од друга страна може да биде и за било која друга личност која што во мојот живот се била оставила која е личност Ј? Да, тоа е Јанко конкретно. Океј. By the way, не поврзани се сега. Наредново прашање, може би, но и не мора да има врска со претходното. Наредното прашање е моките на духовноста. Добро. Ми се свиѓа, затоа што на неколку пати ставаше акцент
во твое, дали како го доживуваш трчањето, дали дека треба да значи повеќе, ама ме интересира твое директно мислење. Што ти значи тоа? Зошто го имаш релативно често спомнато во книгата? Да, па јас тоа го кажувам, кога можам да трчам, можам да направам се останато. Тоа ми дава една сила. Значи, тоа го кажувам и како пример, како една батерија на телефон, например, нели, која ни е 100% полна и таа се празни. Се до моментот, докога ќе дое време повторно да ја наполниме. Така јас го чувствувам трчањето. Кога ќе истрчам тој ден, имам енергија, сила да функционирам, да се справувам со сите животни предизвици, сигурно еден ден. Потоа ми треба повторно да се наполнам. Токму тоа ми го прави трчањето. Освен тоа што физички ми прави да ми биде убаво, јас едноставно уживам, се поврзувам и со таа некоја духовност кога трчам. Значи, кога трчам, нели, како што знаеш и ти, не само во трчањето и во другите спортови на издржливост кои што ги правиме, влегуваме во некоја медитативна фаза. Во некој значи, свој на свет. тоа мислиш, на тоа кога мислам. кажуваш Да, духовност, да. дека како да во тој flow state што се вика. Да, апсолутно. Кога живееш во моментот, нема минато, нема иднина. Апсолутно. И тоа е битно, не постоја. Значи, ти кога кажуваш за духовноста, на тоа мислиш. На тоа мислам, да. Сега може некогаш сум мислил и нешто друго, нели, за различни ситуации, меѓутоа најчесто е на тоа дека преку трчањето одиме на некое повисоко ниво. За нас ние тоа го доживуваме преку спортот, некој го доживува преку уметноста, која црта, која слика, така, некој музика. И ќе го оставиме на тоа. Некој повисоко ниво. Секој сам нек си открие кој е. Па тоа е, види, тоа е и поентата на крајот. Сите кои што ќе ја читаат книгата, да од една страна да ја разберат пораката, а од друга страна тоа е уметноста да може да ја свати на свој начин. Некој го гледа едно, некој гледа друго, така. Наше е да кажеме дека таа некоја над состојба се достигнува и со спорт. Да, апсолутно. Интересен квот нареден. Секој ден, ако не го правиме она што го сакаме, е изгубен ден од нашиот живот. Знаеш ли зашто многу ми се свиѓа ова? Оти мислам дека буква по буква го баам цел живот. Ако не направам нешто што сакам, џабе бил денов. Не знаеш колку пати сум се осеќал и са нормално, живот се случуваат разни ствари. Зрееме, свесни сме дека окей, не мора до толку да паѓаш у депресија ако не си направил тренинг, ама тоа чувство дека денот е изгубен. Ако не си го направил тоа што го сакаш, не можам да го отргнам. Ако сакаш додади нешто, ако не, јас само сакам да го... Дефинитивно, ние сите чекаме да се случи нешто за да бидеме среќни. Чекаме да дојде тој ден за да го направиме ова. Чекаме да, меѓутоа од друга страна, денес е тој ден. Да, браво. Денес, само денес. Браво. Сега ме потсети на една друга квот, поговорка или не знам ни дали е моја, дали негде сум ја прочитал или не, ама ја често се зафркавам. Има два типа луѓе. Едни се будат са бајле и нешто треба да се случи во денот за да се среќни. А други се будат са бајле и нешто треба да се случи во денот за да се несреќни. Сакаш дефолтот им е среќа или несреќа. Да. И не знам зашто ме потсети ова. Години тренинг не може да се замине преку ноќ. Да. Ова изгледа беше во еден од текстовите кај што се справува што повреда. Веројатно. И ова е добра реченица за некој што е во повреда, да си ја памти дека не депримирај. Не се така години тренинг не се губат со неколку дена. Да, дефинитивно. Тоа ми беше интересно. Ова е интересно. Слушајки го кралот. Во книгата кажаш дека често трчаш со музика. Да. Кој е кралот?
Па И извини, дали е ова музичка референца? Искрено сега не знам од кој дел од книгата било ова, од кој дел текст. Меѓутоа, за мене кралот во музиката бил Елвис Присли, да кажеме. На него мислиш, окей. Да, меѓутоа пак кажам, тоа може да биде символика. Кралот може да биде универзумот. Нешто големо. Значи дури и таму имаше символика. Секогаш се трудам, да. Затоа што сега ќе ти кажам, 90% сум трчал со музика. Од пред извесен период, што ги имав уредиве за музика, ми се расипа. Не можев да најдам. Тебе сите ти се расипа. Сите две, што ми беа убави мали, што можев. Зашто не сакам да носам нешто потешко. Да ме нервира. И од кога ми се расипа, почнав да ги приметувам звуци од природата. И така почнав да гледам птици, например. И сега, порано ми било незамисливо да трчам без музика. Тоа дури нема шанси, мачење ми било. Сега, например, уживам, трчам, така почнав да птичарам, да гледам птици, да ги учам птици, да ја учам околината околу нас. И сега тоа ми достигна друго ниво. Значи, можело и тука да се најде убавина. И во тоа, да. И затоа човек кажа ти таа символика, може да биде друга таа символика. Затоа секогаш се трудам да кога во текстовите да биде така. Нешто друго што премногу ми се допадна, значи стварно многу, затоа што низ годините и јас нормално кога нешто ти е обсесија се изначитуваш еден куп ствари. И од пред некоја година и јас почнав поактивно тренерски да се активирам и јасен ми е психичкиот елемент, емотивниот елемент, дека трчањето не е само физичката акција, односно било кое спортување. И во дело тие книги, читања, стекнувања знаења овоно, многу често со огромна важност се акцентира пракса на благодарност. Да. И го приметив и кај тебе и во книгата, често со голем акцент и ти, немате, ако сакаш објасни и ти што за тебе представува пракса на благодарност, ама пред да објасниш ме интересира како ти дојде до тоа. Дали случајно ти дојде или ти негде читна, па почна да применуваш? Да. Читав јас и уште читам. И јас секогаш сум бил во потрага по таа смисла, нели? Што е смислата на животот? Што е, како можеме да бидеме среќни? Како можеме да излеземе од тешките моменти во животот? И дефинитивно на што сум го заклучил и што сум го применил на себе и што сум видел дека дава на вистина резултат е благодарност. И затоа така и напишав во книгата, мислам, јам напишано дека ако секој ден сме благодарни, на тој начин ќе ни се случуваат убави работи, затоа што не можеме да бидеме негативни. Значи секој што е негативен во животот не е благодарен. Тоа е по мене, таа е математика, ако можам да кажам, дека ние како технички лица. Затоа што колку сме повеќе благодарни, толку поубави работи ќе ни се случуваат. И тоа е 100% по мене функционира. Тоа е тој повторно ќе кажем и закон на привлекување. Затоа што секогаш има некоја работа за која што можеме да бидеме благодарни. Точно дека животот знае да биде и суров и е како што е. Меѓутоа прашање е кој е нашиот фокус. Нели? Ако ние секогаш се трудиме да најдеме убаво во работите, тогаш, тоа значи благодарност, тоа значи дека ќе ни биде убаво и вратено. И затоа најважна е по мене благодарноста. И во било која фаза од животот, ако нешто не ни е добро, не се чувствуваме добро, не ни функционира, сакаме да го промениме на подобро, мој совет е да бидеме благодарни и да почнеме да ги запишуваме благодарностите. Ама секој ден и повеќе пати да размислуваме на тоа во текот на денот, дефинитивно. А ова е благодарност, други тоа го викаат молитва, значи на различни начини. Меѓутоа дефинитивно тоа е патот. И што јас сакам да додадам е не е џабе зборот пракса. Ти го кажа секој ден. Тоа е пракса, practice. Апсолутно. Йога practice, значи ти практикуваш йога, благодарност practice. Тоа е
наменска активност во денот. Не е тоа некоја абстракција што сега ти си правиме муабет и биди благодарен дека си здрав. Не. Седни, посвети време од денот кај што го правиш тоа е активност на пракса и ти тоа уствари го практикуваш, не е само благодарен си дека си здрав. И толку. Туку ти вистински размислуваш, посветуваш време од денот кај што дали го запишуваш тоа, дали го мислиш, дали го медитираш. Саш да кажеш дека ти си практант на... Јасно. И јас, например, сум се променил во животот, како што се трудам да се менувам на добро. Нели, не секогаш е идеално во животот, меѓутоа добро е секогаш да се труди човек. Дефинитивно благодарноста многу ми помогнала. И затоа често ја спомнувам, затоа често кога трчам се заблагодарувам дека можам да трчам. Да. Дека можам да гледам, дека можам да движам рацете, нозете. Дома кога ќе ми текне, било каде. И дури кога ќе ми се случи нешто лошо, тогаш си кажувам, окей, сепак благодарам зашто можеш и многу полошо да биде од друга страна. Да. Имаше одреден момент кога реши, кога дозна за ова, како си рече, окей, сега ќе ја почнам праксата на благодарност. Искрено, сум ги читал најразлични книги, меѓутоа еве книга што имало најголемо влијание, да речеме, на мене, на Зова е ова што го зборувавме, Законот за приликување, книгата Тајната од Ронда Бирн и нејзините проложетоци Моќта и магија. Значи, на наједноставен начин е тука објаснето како тоа се практикува. Cool. Ете, ми одговори. Од кои книги ти дошле овие? Најчесто, инаку има и многу други книги. Да. Нешто што приметив, а ова не само од книгата, туку го имав приметено и од тркачките денови. И ќе пробам дали ќе го парафразирам како прашање или само како исказ, ти ќе треба да ми потврдиш или не. А тоа е чаптерот е лекција. Во чаптерот кажуваш за како се справуваш со пораз на трка. Може би има, сигурно може да се извлече и символика и тука во поразите во животот и така натака, ама баш за овој конкретен случај на буквалната смисла ќе се содржиме, а тоа е пораз на трка. Добро. И значи ти ја кажуваш реченица, цела трка контролирав победа, но на крај изгубив. Ја во ова гледам, и ти треба да ми кажеш дали е намерно или не, ама јас гледам рефрейминг на случката, рефрейминг на настанот. Рефрейминг, како го преведеме? Како си го замислил и повторно се случува? Не бе, рефрейминг на англиски се мисли на истиот настан, сам во себе можам да си го раскажам на еден начин, ама ако си го раскажам со други зборови, со друга енергија, го прераскажувам на поинаков начин. Истата случка, зависно од тоа како јас во себе ја раскажувам, ќе ми предизвика различно доживување на случката. Ова не ми требаше книгата, затоа што ова го имав приметено и од порано. Кога, например, ти ќе изгубеше на некоја трка и прилично брзо после тоа си истиот хепи човек, истиот недопрен од околности, што и да е. Прашањето ми е дали е намерно. Апсолутно, да. Нели се трудиш да извлечеш од се што може најдобро и да продолжиш понатак. Така што да, ете, ако единствена цел ми било и успех било да победам во таа трка, и ако не се случило тоа, окей, ја не можам да го сменам тоа, сум научил многу од целиот процес на трката и знам дека тоа за малку што не ми успеало, ќе ми успее во другата. Затоа што верувам во себе, верувам дека ќе тренирам, дека го сакам тоа, го правам со љубов и верувам дека ќе се случи.
Значи тоа ти било намерен механизам, техника што со цел си ја применувал за негативните случаи. Да. Значи, окей, оти тоа е прилично голем, например, ако изучуваш спортска психологија, огромен чаптер е посветен на рефрейминг. Сега за тоа имам проблем. Цела литература на англиски ја читаме и сега имам проблем да ја преведувам. Ама огромен фокус се става на таа техника, кога истата случка сам во себе ќе се ја прераскажеш на начин на кој што не ти ја предизвикува негативната реакција. Точно. И прашањето беше и ти го одговори дека ти тоа намерно го правиш секогаш. Да, и секогаш сум... Од кај, зашто? Како дозна? Па едноставно, види, она што јас сум сега, да кажеме, како што кажа и ти низ животот, сме се, како изминува животот, зрееме, не сме биле така. Да, иначе низ целиот тој процес, ако ме споредиш мене со муабетите како што почнавме пред 15, пред 20 години, многу луѓе ми кажале дека сум се променил. Среќен сум ако е тоа на подобро, затоа што порано сум бил, речеме, многу црно-бел. Сега се трудам да имам, значи, најразлични нијанси, да не идам во тие екстремности. Така што она што го кажа и ти, секојдневно го тренираме. Значи, и нешто, ако во нешто не си успешен и не ти оди, ако тренираш на тоа поле, можеш да бидеш, не само за спортот, ментално, духовно. Значи, начин како порано ти правило нешто негативно, како да го направиш сега тоа да ти биде позитивно. Меѓутоа, навистина треба, не е лесно, промената е добра, меѓутоа не е лесна. И човек треба да работи на тоа. Cool. Наредно. Читаме еден чаптер и за талент збореше. Да. И сега го читава талент, вака талент, онака. Викам, реално, нити јас сум имал некако живот талент, нити Кокан имал талент, у смисла на атлетскиот перформанс. Да. Знаеш, кој неизбежно е да се споредуваш со светски резултати. И јас сум си повеќе од свесен дека моите најјаки достигнувања у спортската кариера не се споредуваат ни со, не знам, джуниор светски резултати. Сега го читаш чаптерот, викам, валјда не мисли дека бил талентиран. Мислам, сега ти ме сваќаш, некој не слуша од страна и си мисли сега се вреѓаме, ама ти ме сваќаш кај одам. И на крај доаѓа, не, твојот талент е дисциплина. Да, дефинитивно. Кажи ми, и тоа, дали е нешто што си го дозна со тек на годините, па со зрелоста дојде и тоа спознание, или уште од многу мал си знаеш, окей, јас знам да сум многу дисциплиниран и тоа ќе го искористам како оружје? Па можеби двете се одговор на ова што ме праша. Меѓутоа, понатака во животот, можеби сум станал посвесен дека дисциплината е толку важна. Ако претходно, да речем, ми била наметната од една страна, нели, као мора да учиш, така, мора да правиш ова, мора да правиш она, окей, мора, така да мора да бидеш и дисциплиниран. Ако тоа ми било до одредено ниво, на тој степен, од кога сум станал свесен, сум го кренал малку на повисоко ниво. И дефинитивно се согласувам нормално, бидејќи јас сум го напишал тоа дека дисциплината победува се останат. Особено мотивацијата која што знае да биде клима, меѓутоа дисциплината не носи на следно ниво. Cool. Имам неколку, 2-3 тука, за ученикот и учителот. Да. Ај прво символиката да ја адресираме. Значи има повеќе раскази, повеќе делови кај што зборуваш за ученик и учител. Да. И има очигледна символика во тоа. Да. Па прво тоа да го адресираме. Што е символиката позади ученикот и учителот во твоето искуство? Па, ете, самата книга се вика Трчањето ме учи. Значи, нема нешто поубаво кога преку целиот тој процес на трчање и созреваш како личност и
учиш од сопствените грешки, учиш за животот. Значи учиш пред се за трчањето, меѓутоа трчањето може да го сватиме и како животот. И затоа не може. Да, да. И затоа апсолутно ние постојано, ако сака човек, постојано е во некоја едукација, постојано нешто се учи, нели, затоа кажале човекот учи додека е жив. Така. И учењето е процес кој што никогаш нема да заврши. И затоа постојано таа дискусија помеѓу ученикот и учителот. Може тоа да бидат конкретни личности, како да речеме некои раскази, каде што навистина има диалог помеѓу конкретни личности, меѓутоа после тоа е направено малку да биде напумпано, ако можам да кажам, малце направено да биде како поуметнички да добие, зголемено од една страна, меѓутоа пораката е таа што е во тие текстови. Така што ученикот и учителот можеме да бидеме и самите ние. Значи, и ученикот и учител. Апсолутно. Сум рекол денеска ќе одам и ќе направам тренингот супер, нема да дозволам да ми влијаат негативни мисли. Доаѓаш пример на 10 километар, те убива психата, ти си викаш леле, не можам, ќе се откажам, и се откажуваш напред, и неуспешен си. Иначе ти не си се послушал сами од себе си. Така, тоа може така и да се доживее. Од друга страна, нели, може да биде символика зависно и од кои текстови и буквално како учителот да биде природата, универзумот. Значи, може и така да се доживее. Така да, најубаво и секој што ќе ја чита книгата и да го доживее на свој начин. Да. Ама често, бар за тркачи знам, да, учителот знае да биде и бруталноста на спортот. Бруталноста на тренингот, маката, тешкотијата физичка, тоа соочување на сопствените граници. Колку сакаш ти има и желба, и волја, и позитива, и благодарност, и се. Некогаш си задаваш желба и цел што е едноставно над твоите граници и мора да отидеш да изгинеш за да те научи спортот. Малце рекалибрирај. Рекалибрирај желби, рекалибрирај лајфстайл. Вака ова не се достигнува. Бар јас од доста мал така гледам. Учителот за мене е бруталноста на спортот, а понатака нормално како зреме ученик, учител и се си има, како што кажа и ти. Ама и во буквална смисла за зборот има и две-три страници или раскази ли бе да ги кажам. Како сакаш, текстови, раскази, текстови како сакаш. Кај што кажуваш за една неубава случка, бар за тебе е неубава, така јас ја примив, дури ја читав, е кога ти си учителот, тренерот, а ученикот е некој си атлетичарче, кое што на одреден начин те разочарува, ја не знам како го кажам тоа, ама така сум го запишал тука, значи ученикот трча за друг клуб, за мајчка, за не знам како и да е, деталите не се ни толку битни, колку што е впечатокот што јас го добив додека читав, а тоа е дека ти сепак си бил прилично дали повреден или навреден или разочаран или кажи ми ти нормално, не откривај детали од буквалната случка, ама збориме без символика, ова е текст кај што ти си учителот, тренерот, имаш твое дете кое што го тренираш, тоа е ученикот, се случува нешто што тебе те сепак те допрело, па раскажи ми малце што е тука приказнато. Па види, сите ние нели имаме очекувања во животот. А како викаат, за да бидеш среќен, најлесно за да бидеш среќен да немаш очекувања. Да. Тука негде го запишав и тоа многу интересно. Еве го последно. Сега нормално кога да речеме си учител некому, имаш и логично е, нормално е да кажам, да имаш некои очекувања од него.
И сега кога гледаш дека вие сте се договарале една работа, сте правеле кон тој пат сте оделе заеднички се и одеднаш ученикот се менува. Сега сите ние се менуваме. Меѓутоа, ако е тоа на поинаков начин се почне да се менува, нормално дека нема да ти биде сеедно, нема да ти биде пријатно, нема да ти биде убаво. Меѓутоа, секој ги прави работите онака како што смета дека е најдобро да ги прави од сопствен аспект. Ете, затоа и не треба да осудуваме од друга страна. Меѓутоа, кога ќе се случат такви работи, едноставно, јас како гледам на работите, да си се запрашаме дали јас сум го дал најдоброто од мене што сум го имал во тој процес на едукација, во функција на учител, да, сум го дал. Дали јас сум направил се што можам да направам, што зависи од мене, за да биде, да одиме на патот кој што сме се договориле, да, сум направил. Значи, толку сум можел, толку сум знаел, можеби кривицата е во мене, не се знае. Меѓутоа, јас ќе продолжам да го идам тој пат. А кој сака да оди по тој пат, слободно јас пак ќе бидам тука. Малце само контекст да дадам. Збориме за случај кај што твој атлетичар има отидено од клубот, има види, направено нешто против твој совест, што конкретно? Искрено, тој текст не е конкретно, да речеме, за една личност, туку тоа може, да, тоа се случува, тоа е искуството животно ме научило, што од една страна може би порано не сум го доживувал така затоа што сум мислел дека не е така. Меѓутоа сега низ животот колку зрееме, приметуваме дека луѓето доаѓаат и си одат и тоа е нормален процес. Ако ако на почетокот сум мислел дека сите заедно ќе почнеме од точка А и сите заедно ќе одиме до точка Б, не е така. Нема сите да отидат до точка Б. Иако ветиле, иако кажале, затоа не е конкретно. За некој туку е поопширна приказната, поопширна е сликата, дека ете, повторно ќе кажам, луѓето се менуваат и не можам да кажам дека тој е лош човек што го направил тоа. Меѓутоа, во неговата глава поинаку е веќе, окей, нема проблем, одиме понатак. Така. Да. Само што презентираше рефрейминг на случка. Моментот кога се случувало, сепак си бил, си се осетил изневерен, си се осетил повреден. Нормално луѓе сме, со емоции. Така, поминало време, одбираш да си го парафразираш на начин на кој што има разбирање, па и благодарност. Да. И тоа ја менја твојата лична хемија и ти сега на вистински таа случка веќе не е негативна. Апсолутно. Ова беше онака баш убаво испадна како одговор. На лице место. Рефрейм. Пример. На што мислиш кога спомнуваш у книгата Учителот иде во пензија? Сега конкретно можеби полесно е кога се дискутира, нели, за одреден текст, па се зборува, меѓутоа не сме сега на некој испит или на нешто. По страна. Па види, ете, учителот кога и да е ќе отиде во пензија. У смисол, ако зборуваме за учител баш онаков тренер, атлетски тренер, тренер за трчање, меѓутоа може да биде и животен тренер, не мора да биде затоа секогаш е таа символика, не мора да биде за трчање, може да зборуваме за било каков учител од друг аспект. И порано или подоцна, ете, тоа може да биде и блиска личност. Значи, не мора да биде класичен учител, може да биде некоја блиска личност од која сме учеле ние. И учиме, и се трудиме да учиме и добро ни влијае. Може да биде другар некој, пријател, некоја љубов, значи родител, роднина, било кој од кој што црпиме енергија, учиме од него. Еден ден поради X причини ќе буквално ќе отиде во пензија, дали ќе стави клуч на својата работа, дали нема да биде веќе на овој свет, дали било како, може да отиде во мирување или во пензија, или да тие такви контакт со таква личност да ни згаснат. Меѓутоа делата ќе останат, сите оние работи, мемориите, спомените и се останато сигурно ќе остане. Така, и
И како ние да го прифаќаме тој природен процес? Добро прашање. Тоа секој индивидуално треба да се справува. Ти како би го прифатил или може би веќе ти се случил, како се соочуваш? И ми се случил, да. Едноставно повторно ќе кажеме она што го продискутиравме и пред малку. Мораме да ги прифатиме работите. Да бидеме свесни за работите, да бидеме свесни дека минатото не постои. Дека и нината не постои. Добро е да имаме убави планови, да се надеваме. Да се е во моментот. Мораме сега тоа да сме свесни со тоа, затоа што во спротивно ќе отидеме во некои негативни ситуации, лоши чувства, од кои што навистина тешко е да се излезе. И затоа мораме да ги прифатиме и на начин повторно да ги канализираме на позитивно нешто, да се заблагодариме, да живееме во тие спомени, во тие мемории и да размислуваме дека ќе дојдат и подобри моменти. Убаво, да живееме во тие спомени. Да. Едно делче од книгата баш така некако одскокнуваше кога си играш со концептот буквално и символично идејата за љубов. Како тоа се одвестува во твојот вистински живот? На кој период од животот почнуваш да го воведуваш тоа како љубов? Дали е конкретна личност или не? И како баш тој концепт љубов, таа идеја, ти го има сменето односот со спортот? Да. И љубовта е движечка сила. Значи, се додека има љубов, ќе има поместување кон подобро, ќе се случуваат убави работи. Ќе може да напредуваме, ќе може да остваруваме зацртани цели, желби, планови, идеи, да остваруваме резултати. Така што љубовта убаво би било да биде присутна во текот на целиот живот. И сега, нели, ете, книгата е филозофски. Љубов кон што? Токму така, ете. Љубов кон спорт, таа символика ми е јасна. Тоа е разглобено. Сепак ти си ми на подкаст, ти си човекот. Сепак како нормално. Ама и само извини да додадам, сепак книгата дава впечаток дека станува збор за личност, дека да. Среќен, благодарен за сите нешта и трчањето и спортот, но во одреден момент во животот ти доаѓа личност. Да. И ова е веќе друг тип на љубов и се осеќа дека ти влијае некако и во односот кон спортот. И сега тоа е конкретното прашање. Да, точно. Се однесува и кон личност, која што ми направила многу убави работи во животот. Не случајно и се напишани и толку текстови. Водечка сила, движечка сила, која што останува и понатака и ќе биде. И секогаш се трудев сите текстови што ќе ги напишам да може да се гледаат повторно, да има символика, да има некоја мистичност. И се надевам дека тоа ќе можам да го правам и во иднина, затоа што и љубовта кон неа може да се свати и љубов кон нешто друго. Да, тоа е јасно. Тоа е јасно. И сепак повторно, иако кажуваш дека знаеш дека љубовта кон спортот е, меѓутоа секогаш може да се навраќаме и кон таа љубов. Како и љубовта ете како трчање, јас што се заљубив во тебе и што рековме дека ти ќе бидеш тука секогаш и кога ми е убаво и кога ми е тешко. Сега ми е многу тешко, меѓутоа кај си ти да помогнеш, нели? Кај си тука да ми извадиш од сите овие ситуации и љубовта кон тоа. Така што таа тема е непресушен извор, била и ќе остане. И се надевам дека ќе ја најдат се повеќе луѓе и ќе ја барат и дури ќе ја тренираат да ја најдат. Да ја најдат и да ја живеат и на тој начин ќе може да одат кон следно ниво. Овие денови овие веќе, сам да кажам,
овие години, последниот период, ти си и фамилиарен човек, имаш и дете, Да, рече, 7. Да, 7 години. Како ти е животот деновиве? Измеѓу фамилија, дете, спорт, клуб? Па, добро, тоа од секојаш, дали кога растев, и она што го зборувавме на почетокот, се зборуваше дека ќе видиш ти, сега можеш да спортуваш, меѓутоа кога ќе дојдеш во средно, тоа секогаш го кажам, нема, имаш повеќе, кога ќе дојдеш у четврто, аки виш ти у пето како е, па у осмо, аки виш у средно, у средно да те видам дали ќе трчаш. И кога јас така тоа си го доживав уште како мал, веројатно како предизвик, веројатно да докажам дека не било баш така, дека сите тие луѓе што престанале, дека друг бил проблемот, дека не е тоа дека е изговор, туку баш напротив ќе биде мотивација повеќе. И навистина не е лесно низ различни животни фази човек да спортува. Меѓутоа за мене предизвик беше, и што дефинитивно го докажав и го покажав, и сега здравиот животот оди понатака, да сме живи и здрави уште долги години во иднината, уште ќе треба тоа да се продолжи, бидејќи тоа е наша животна определба, меѓутоа ете и од тој аспект го доживувам како уште едно поглавје во кое што треба да се спортува, не треба, дека убаво е дека го правиме тоа нели од љубов, и во сите потешкоти да се наоѓаат предизвици и да се наоѓа нешто позитивно за да може да се продолжи понатак. Така што независно дали е приватен план, дали е професионален план, се надевам дека секогаш ќе можам и да спортувам и во иднината. Со детенцето чатпат си идеш на апсолутно тренинг? Да, па сега и таа доаѓа Да? почна да трча во проектот детска атлетика, не дека сум наметнал, меѓутоа ете, има некоја љубов, па да сме живи и здрави, не се знае никогаш ништо. Тоа често се случува, тој муабет, знаеш, спортисти кои имаат деца и луѓето мислат дека сега ние по секоја цена сакаме да го наметнеме, не, напротив дури. Напротив дури се кочиш онака затоа што ти кога некој толку многу живее со спорт, ти си на еден вид олицетворение на тој спорт. Да. Ти дури, бар јас дури свесно пробувам да го намалам тоа, да не дојде дури не намерно, наметливо, не намерно нападно. Оти сепак животот наш е исполнет во спорт. Сврти се ваму точак, сврти се наму друг точак, патики. Иде тато, трча ваму, знаеш, и тоа ми е јасно сега кога викаш, знаеш, она сама си одбрала, ама неизбежно е, ти си спорт, нормално. Не треба да е наметнато и од пример децата учат. Да, апсолутно. А кога ќе дојде во години и да речеме сака да е успешен тркач, ќерка ти. Добро. Што мислиш, кој ќе ти биде предизвикот? Тоа би било. Каков однос? Прво, дали би го прифатил тој предизвик, да си бидеш тренер на ќерка ти? Види, дефинитивно да. Никогаш, значи, за мене, па ќе кажам, успех во животот е човек да е среќен. И сега, ако и таа најде среќа во спортот и во целиот овој начин на живот, јас што сум го правил, дефинитивно ќе бидам најголема поддршка. Меѓутоа, она што каже ти, меѓутоа сам да настојувам, да наметнам нешто со сила, а гледам дека нема разбирачка, тоа никогаш не би го направил. Меѓутоа, дефинитивно нема нешто поубаво кога некој би го продолжил оној пат кој што ти го трасираш, така што тоа би било една голема желба и нешто убаво. Мислиш дека тренер, атлета, однос со собствено дете е... специфично е тоа. Оти знаеш зашто те прашам, ја имам 5,5 години е. И често си викам, окей, нормално, не извини се тоа, не јасно, не наметнуваме ово, ама не е до толку, како се вика, очигледно
дека можеби е најдоброто нешто што може да се случи, да си тренер на собственото дете, знаеш. И затоа те прашам, ја немам одговор. Да. Па јас ќе ти кажам одговор, како искуство на други. Значи, ете, ако ги земеме браќа Ингер Бриксен, нели норвежаните, они дефинитивно таткото беше тренер на сите синови, така да ако тоа е доказ дека може да функционира. Сега дали јас би се нафатил нормално дека би се нафатил, доколку има таква љубов. Меѓутоа како би се одвивале работите, тоа е веќе друга тема и не знаеме како ќе биде. Ако почне да вади светски времења, ќе пратиме кај Инге Бриксен. Така е. Извини, Керко. Толку од мене, иди. Ја на 5 километра немав толку, ти више ме јадеш. Не ти го, Јакоб. Така е, баш така. Кул. Друже, баш интересен муавет. Знаев од книгата дека ќе се најдам на многу од тие нетехнички елементи од трчањето, од твојата идеологија за спортист. Јас тоа често пробувам на луѓе да им кажам дека спортист за мене не е само спортот што го практикува, туку јас кој кажам спортист мислам на одредена целокупна личност со сите тие екстра димензии на духовност, на емотивност, на правење нешта над себе, не егото е надвор од сликата, не постои его, не значи. Така да ти потврдам уште еднаш, тоа е дефинитивно впечаток што се добива од книгата. Супер. И конечно, после 20 години поаселен муабет да направиме поише. Дефинитивно. Па, јас само се надевам сега више почесто. Да. Ке се вратиш па на подкаст. Да, правиме нешто по-конкретно, муабет. Фала ти за поканата, баш ми беше драго, пред се и дека се видовме. Искрено и можеби никогаш и не сме имали време и вака да си направиме муабет, све било нешто на трка. Брзам. Ти натака на кеј, ја навака на кеј. Да. Меѓутоа, ете како што ти искажав благодарност негде и на средина на разговоров. И фала ти уште еднаш, се надевам дека се ова што го правиш ќе има своја иднина, дека ќе се зголемува, дека ќе допре до што повеќе луѓе, ќе инспирира, ќе придонесе за подобар развој на спортот и воопшто на личноста на луѓето. И се надевам дека ќе се видиме во друга прилика и само зубово. Фала Ватка, фала многу. Не мора да спомнеме, значи прилично активен си по социјални медиуми за било кој заинтересиран. Кока на Јановски, го има на Facebook, го има на Instagram, најкранен клуб, кој сака, нек си пронајде тоа. Така да, until next time, друже, па се најубаво да ти иде. Фала исто. Чао.